Соседот гледа дека купува куќа. Зошто да немам и јас своја куќа? Купува автомобил, зошто тој да има автомобил, а јас да немам? Во нашата внатрешност се бушиме под невидливи притисоци. Кој ќе изворот на оваа противречност? Катастрофите на нашето его. Ако забележите, ако телевизорот не е дел од нашиот живот, ние сме слободни од телевизорот. Но нашето его и ѓаволот. Ни се прикажува како телевизорот да е дел од нашиот живот. Стануваме зависни од телевизорот, стануваме негови робови. До тој ден, кога не беше дел од нашиот живот, бевме слободни во таа област. Но кога ќе станеме зависни, стануваме негови заробеници. Веќе се врзуваме за него. Како ова, во нашиот живот има многу световни работи. Например, голем дел од луѓето денес сушност не ги утврдиле своите потреби со својот ум и разум. Гледа дека соседот купува куќа. Зошто и јас да немам куќа? Купува автомобил и јас сакам да имам автомобил. Зошто тој има, а јас немам? Кога е вака, почнува да заработува без да гледа дали е дозволено или не, со напор над своите можности. Која е целта? Неговата цел е да го купи тој автомобил, но правејќи го тоа, тој крши многу забрани. И кога тоа ќе се случи, тој станува негов роб. Сепак Аллах вели: слугата, Господару, имам световна работа да завршам. Оставете ме на мира и ќе ја завршам работата, тоа е твоја работа. Аллах вели: робу мој, ти заврши ја мојата работа, јас ќе ја завршам твојата. Што треба да правиме? Нашата задача е да се свртиме кон Аллах. Да стигнеме до Аллах и да ја извршиме задачата. Задачата ни е дадена. Вели: спомнувајте ме. Спомнувајте ме. Останатото јас ќе го направам за вас. Аллах да е задоволен од вас.